врска со устните амандмани, до каде се консултациите и кога може да се очекува да бидат поднесени во собранието? Како што и вчера реков, во интерес на граѓаните е што побрзо да бидат доставени, очекуваме во најбрзо време истите амандмани да бидат доставени во собранието. Вие вчера кажете зашто нема да го поддржите законот за амнистија, предложено во ВМРО ДПМН. Од друга страна пак ВМРО ДПМН е рекла дека нема да учествуваат во што треба да се во собранието за помирувањето. Како гледате тоа, според вас треба да се проведе ова Станува отворено да разговараме со нашите колеги пратеници од опозицијата. Да видиме, да го отвориме процесот, затоа што, како што и вчера напоменав, закон за амнестија е брутален упад во правосудниот систем на Република Македонија. Не смееме да дозволиме, заради политички преписки, да го нарушиме принципот на владење на правото. Како што кажав, разговараме со сите пратеници од опозицијата и ние од владеачката партија секако со коалицијата да го формираме телото, што значи помирување и подавање рака за конечно поделбите на општеството, на партиска или било каква друга определба да престане. Тоа е суштината. Тоа значи дека освен овие ступина за разговарате со останатите пратеници? Како колеги разговараме со сите пратеници во однос на помирувањето и во однос на сите други аспекти кои што значат подобрување на функционирањето на државата, а со цел бенефит за граѓаните на Република Македонија.